Нова емисија на Спортска мрежа, разговараме со Радмила Јованова, штипијанка која што е ултрамаратонка и интересен предизвик во однос на тоа да трчаш нели долги стази по 160 км, ако не се лажем, имаше предизвик така најдолга. Прво мило ми е што те прифати поканата, разговарам овде на патеката покрај река Брегалница во Штип. Идејата за трчање, особено што 160 км нели е сериозен предизвик, најпрво како започна, од каде желбата и зошто баш трчањето, на некој друг од они нели познати спортови како кошарка, фудбал, ракомет и така натаму. Океј, прво фала ти многу за поканата. После долги договори конечно се нели договоривме да снимаме. Со атлетика се занимавам од многу одамна, од многу мала. Баш тренирав атлетика во средно училиште. Меѓутоа и како мала, да речеме, кога се одржуваа ноќните трки во Штип, на сите кросови во училиште, на некои други трки кои што ги имало во тоа време, секаде сум била присутна. И така сум била меѓу, не знам, прво, второ место постојано. Баш кај што имам нели предиспозиции, некои спринтерски нозе за атлетика, па претпоставувам дека и оттаму нели желбата да почнам да се занимавам со атлетиката првично како спорт, не дека не сум ги пробала и останатите спортови. Тренирав многу малку ракомет, не се пронајдев таму. Тренирав пинг-понг околу 6 до 7 години, меѓутоа еве да речеме дека атлетиката ми е нели првата љубов која што ми останала и до ден денес и многу ми е драго поради тоа. Меѓутоа тогаш, да кажам, моите почетоци се уште во атлетскиот клуб Брегалница, кој што за жал веќе не постои или само фигуративно постои. Нема повеќе членови, барем колку што јас знам. Бевме некаде околу 20 на деца кои што трениравме во тоа време и имавме навистина добри резултати. Се дружевме супер, беше убаво, меѓутоа јас поради проблеми со колено и така натаму, за жал морав тој период да се откажам, па паузирав некое време, за да веќе во 2017 така некако повторно се вратам на атлетиката како спорт, само во малку поразлична дисциплина од тоа што претходно го тренирав. Значи во детството тренирав на кратки стази 100-200 метри, а веќе од 2017 почнав да се занимавам со планинско трчање, сосем случајно, сосем спонтано, на покана на еден мој пријател. Се случи мојата прва планинска трка со должина од 16 километри и висинско искачување од како беше 600-700 метри, така нешто. Сериозни предизвици. Сериозни предизвици, да, и многу бе возбудена, дека 16 километри за мене стварно беше многу голем предизвик. И во Крали Марко беше тоа уште актуелна трката во Прилеп. И многу ми е драго што сега сум како еден од организаторите на таа трка после толку години, тоа ми е особено драго. И така, тоа ми беше првото моје искуство со планинското трчање, кое што трае до ден денес. Супер, значи интересно е ова твоите почетоци, да кажеме, во атлетикава. Меѓутоа 16 километри во однос на овие сега 160 километри, нели претпоставам дека тука е многу вложено труд, енергија, подготовки сериозни. Како изгледа еден, кога ќе спомнеме 160 км, е сериозен предизвик. Многу ми тоа е, значи долга релација како од овде, па можеби некаде скоро до Охрид. Кажи ми како ти се подготвуваш за да можеш да дојдеш до еден таков предизвик, да го успешно да го совладаш, да речеме. Колку време треба за да се подготвиш, дали тука се внимава нискрана, витамини, дали има некоја тератана, да речеме, и колку време генерално траат тие подготовки со 2-3 тренинзи, како да речеме дневните подготовки? Интересно е што во едно претходно интервју споменав дека подготовките за било каква нели долга ултра трка ми траат 2 до 3 месеци и баш имав една забелешка од еден исто ултрамаратонец што ми рече: кажи бе како ја да се подготвам за 2-3 месеци, пошто реално 2-3 месеци е краток период, нели, се подготвуваш долги години назад. Меѓутоа еве да кажеме дека во зависност од динамиката на самата трка, мене лично за конкретна трка подготовките ми траат од прилика од 2 до 3 месеци, доколку станува збрза некоја подолга трка. Сега, како што спомена, во зависност од тоа каква е динамиката на трката, односно каква е должината, каков е теренот, дали станува збор за технички дел, дали е трка која што се трча по рамна патека, колкаво висинско искачување имате, во зависност од сите тие параметри
си ги прилагодувам и си ги правам нели моите тренинзи и подготовки за трката. Секогаш велам и тоа и само го имам искусствено дека покрај физичките подготовки многу е важно и може многу поважна од физичката кондиција е да ментално се спремите да го издржите тој предизвик, бидејќи во текот на тие 160 километри ќе се соочите со многу предизвици. Да, телото ќе ви биде уморно, ќе сакате да спиете 30 часа, еве конкретно трката од 160 км, трчав 30, скоро 31 час, така ќе ви се приспие, ќе сакате да одморите, се ќе ви се случи. Меѓутоа телото се ќе издржи. Телото се ќе издржи. Ако вие сте силно ментално подготвени дека предизвикот сакате да го завршите и можете да го завршите, во тој случај ќе му дадете сила на вашето тело. 31 час, скоро 32, треба и доста енергија. Океј, споменавме во претходното прашање како течат подготовките, физичките подготовки, така за една долга ултра трка. Главниот модул за да се совладат сите тие предизвици. Да. Океј, нели ја имаме менталната подготвеност, меѓутоа нели точно мора да го припремиме и телото за тој предизвик. Конкретно јас еве за последнава трка во Паранести што беше во октомври 2023 година, се подготвував од прилика 3 месеци, со тоа што неделно практикував да имам од 5 до 6 тренинзи. Од тие 5 до 6 тренинзи, еден ден во неделата имав брзина. Останатите денови во неделата вежбав 2 дена висинско качување, односно на планина, и останатите денови најчесто бев овде на оваа патека, каде што вежбав издржливост, односно еден тренинг, еве да речеме, траеше од 2 до 2,5 часа. Идејата која е? Идејата е кога една недела идејата е да направите база неделно, или конкретно јас имав база да речеме од некои 100 до 120 километри неделно. Првата недела ќе го издржите тоа, така, втората недела ќе го издржите, третата и четвртата ќе го издржите. Меѓутоа веќе вториот и третиот месец и телото станува уморно, и психата станува уморна, и целта на тие тренинзи е токму тоа, да го подготвите телото и кога ви е уморно во текот на трката, да може да го издржи тој товар и да го издржи тој предизвик. Значи збораме за 31 до 2 часа активно трчање, без претпоставувам запирање или ако има некои пит стопови за храна, за витамини, за ВЦ и така. Претпоставам дека се користат. Како всушност изгледа таа трка, за да му појаснам на гледачите, за да му е полесно да го свата тој момент од трчање на 160 км 32 часа. Да, вака. Малку е различно, значи трейл трчањето или планинското трчање е многу различно од трчањето на рамно, и во поглед на подготвување и во поглед на тоа како изгледа или самата трка. Трката од 160, еве да зборуваме за трката од 160, така. Во зависност од должината на трката или конкретно оваа трка, вие имате контролни станици, значи целата дистанца од 160 км е поделена на неколку контролни станици. Сега, обично на долгите трки што се над 100 км имате 1 до 2 контролни станици каде што вие можете да запрете, имате главен оброк и имате дроп бегови ги викаме ние, значи од облека која што претходно си ја имате подготвена, организаторот ви ја доставува таму со цел да можете да се пресоблечете, да смените патики, да смените чорапи, да смените мајца, шортеви, така, се што сакате. Тоа се обично од 1 до 2 главни станици. Останатите десетина контролни пунктови се всушност контролни пунктови каде што мора да помините, нели ве мера дали сте ја поминале таа контролна станица, и на некој начин се некои освежителни кратки станици. Сега што е овде калкулацијата? Мене многу пати сите ме прашуваат и како не стоиш воопшто, не правиш паузи? Да, тоа е главното прашање. Сигурност, да. Може вие да застанете и правите пауза колку што сакате. Нормално е дека 31 час мора да застанете, не можете цело време да трчете, но на секоја од тие контролни станици вие имате временски лимит до кога треба да стигнете. Так. Што значи дека, еве да речеме, на мене на тркава во Паранести, првата најголема контролна станица ми беше на 60-тиот километар. И еве да кажеме, јас на 60-тиот километар имам временски лимит да ја завршам, да стигнам таму за отприлика, не знам, лупам 9 часа, не се сеќавам колку беше, 9 часа.
Јас можам по патот да се станувам колку сакам, да правам што сакам. Меѓутоа, ако го надминам лимитот од 9 часа, сум дисквалификуван. Јасно. Истото се случува и втората контролна станица ми беше на 110 километар. Речеме имам временски лимит од 20 час. Ако не сум таму на 20 час, сум дисквалификувана без разлика што малтене трката ја имам поминат. Так. Сега, другиот аспект е што временските лимити се долги, да, меѓутоа овде е прашање што дали вие или јас сакам само да ја поминам трката или сакам да ја поминам најдобро што може. Бидејќи многу е различно, има многу ултраши, ултраранери кои што се пријавуваат на трка и тоа ги исполнува, јас ги разбирам и убаво име, се пријавуваат на трка само како да ја поминат дистанцата. И ќе ја поминат, затоа што временскиот лимит ќе им го дозволи тоа. Меѓутоа, моето мото не е само да ја поминам трката, значи јас кога се спремам за некоја трка, сакам да го извадам максимум од себе и сакам да ја завршам најдобро што може. И затоа и се тие подготовки, и затоа и целата посветеност, и дисциплина и време. Си задоволна, тој да речем постигнат резултат за трката од таа 160 км за која што веќе апсолутно многу сум задоволна. Стварно не очекував. Таму бе втора, завршив втора во женска конкуренција. И моите предвидувања за завршеното време беа некаде околу 35 до 36 часа, така отприлика барем за тоа сонував. Значи многу подобар пласман имаш. Да, и интересно беше што задолжителна опрема беше да имаме телефон со уклучен GPS и како незадолжителна опрема, меѓутоа нели како помошна опрема е саат, исто така, на кој што имав мапата и кој што отприлика гледав кај сум, каде се движам, бидејќи нели вие не трчате по нормални патеки, вие трчате во шума, значи околу вас. Поставам дека тука на одредена 50-100 метри или колку и да има, сигурно има остава некоја маркација. Така, маркација кај што би можеле вие да се движите. Така, да. Но сепак и тоа е момент кај што може да се утне. Може, многу често се случува и тоа, јас малте и нема трка на која што нема мутната стаза. Ама ова еве конкретно Паранести беше стварно многу добро маркирана. Имаше маркации на секој 70 до 80 метри, практично немаше потреба од никаков ниту саат, ниту GPS файл да имате ништо, да. Ништо. Па еве последните 8 часа од трката јас немав батерија на саатов, носев резервна батерија, ама некако не ми се замараше да го уклучувам саатот. Си викам, ај ќе трчам така по маркации. И последните 8 часа од трката буквално не знаев ниту на кој километар сум. Добро, нема пример да речем некои пенали у смисла ако веќе ти немаш како да те луцират, ете телефон ако немаш или слично или саат. Телефонот беше задолжителна опрема. Значи телефонот имав имав полнач, екстра чарџер го мораше да ми биде наполнет. Меѓутоа на телефонот не имав уклучено мапа. И не знаев ниту каде сум, ниту на кој километар сум. И си викам, ај ќе трчам така, па сега што биде, нека биде. Так. Не знаев ниту колку часа трчам. И кога финиширав, кога видов 30 часа и 38 минути, стварно бев изненадена. Мислам, супер ми беше чувството преубаво, па второто место ми дојде како гратис, дека тоа што планирав да го истрчав многу побрзо. И супер, многу бев задоволна и среќна. Баш ми мило, кажи ми сега за наопрема, спомна патеки, што ете како ултрамаратонец е потребно за да посетуваш од таа опрема? Претпоставам дека има различен вид на патеки кои што се нели прилагодливи за различен терен, меѓутоа што освен патеки е потребно и ете кажавме дека нели телефон, смарт-вач претпоставам нели, што друго од опрема вие треба да го поседувате? Па добро, вака сега има секоја трка во зависност од тоа какви се стандардите на трката, она што претходно го споменавме, каков е теренот, каква е динамиката на трката, каде се трча, дали се трча на 3000 метри надморска висина или се трча на 1000 метри надморска висина, че самите организатори пропишуваат која е задолжителната опрема што мора да ја носите на трка. Сум била на трки конкретно на Алпите, на Доломитите, каде што имавме многу, бидејќи таа се одржуваше во мај, така во мај, исто и на трка во Хрватска, во Истра, која што се одржуваше во април, значи тоа е се уште рана пролет, време кога временските услови на планина се многу непредвидливи
и задолжителната опрема која што мора да ја носиме на тие трки е многу поголема. Резервни посебна облека, така резервни мајци, резервни мајци на долги ракави, челни ламби 2-3 да ги мените во текот на ноќта, резервни шушкавци за ако евентуално ве фати дожд или ве фати снег, затоа што на планина можете да не само што е променливо, туку можете да доживеете 4 различни времиња. Така да во зависност од тоа кога се одржува трката и каква е трката, самите организатори пропишуваат и посебна задолжителна опрема. Јас се сеќавам во Истра, таму трчав 110 километри, ранецот сигурно ми тежеше, не знам, 7-8 килограми сигурно. Значи тоа уште не дополнително Да, секако, да. Така да тоа е нели некоја опрема задолжителна што мора да ја носиме на трка. Патики, секако, посебни патики, исто бараат посебна опрема, значи има посебен тип на патики за трчање, планинско трчање. И за ова цела наука, ако ме прашувате мене... Добре, конкретно у кратки црти, што е разликата од еден до друг модел на патики во однос нели на овие претпоставувам различни вид на трка, што е една главна суштинска разлика од еден до друг вид на патика? Па многу е различно. Различно е, пак ќе кажам, каква е трката. Ако трчате по карпи, имате патики кои што се прилагодливи за технички терен, значи патики кои што не треба да се лизгаат на карпата. Ако трчате на да речеме, и тие се обично потврди патики. Ако трчате на помек терен, има патики кои што се прилагодливи за помек терен и тие се обично помеки патики, позгодни патики. И така и калкулирате. Впрочем, каква е и самата трка, еве да речеме јас така калкулирав на Паранести. Првите 60 километри ми беа некако потехнички дел, па трчав во некои потврди патики, после тоа од дробегот извадив некои помеки патики до крај трчав со нив. Така да има патики кои што се наменети само за тренинг. Значи тие не ги носам на трка. Значи претпоставам си специјалист за патики. Сум специјалист, не сум спонзорирана, ама толку многу фаворизирам брендови и буквално сите околу брендови на патики кои што јас ги сакам. Многу сакам Хока патики и буквално сите околу мене ги тероризирам со Хока бренд на патики, буквално као да сум спонзорирана. Има патики кои што се, еве, како што спомена, само за тренинг и ги носам само на тренинг. Имам патики кои што се малку побрзи и ги носам само на трка. Во смисла побрзи како? Во смисла различен гион за да бидете побрзи на трка. Так. И исто мерам, значи знам со секој патики колку километри имам истрчано, заради тоа што колку и да звучи нели сега вака смешно, тоа е, патиките се главната опрема на секој трчач. И многу зависи со какви патики ќе трчате, шала на страна, многу зависи, заради тоа што грешка избор на патики може да ви направи сериозни проблеми. Так. Јас на почетокот кога почнав да трчам на рамно, трчав во некои патики, не знам ни какви беа, и стварно имав проблеми на нозеве. Така да многу е важно каков ќе биде изборот на патики. Исто е многу важно зошто мерам километри, заради тоа што тоа е опрема која што се амортизира. Исто како на колата што мора да смените резервни делови, така и нозеве си бараат други патики. И тоа е тоа. Сега кажи ми кратко за евентуални повреди. Претпоставам дека си се соочила со таков проблем, да си била повредена. Кои се најчестите повреди кои што може да се случат при ваков спорт и каков е начинот на рехабилитација? Ете, некој си имала ти некоја твоја повреда, како ти си се вратила назад на терените да продолжиш нели пак активно со овој спорт? Па конкретно јас до сега не сум се соочила со некои посериозни проблеми, односно не се бев соочила со некои посериозни проблеми, така некои ситни болки во колено, во зглоб, во тетива ќе те заболи после трка нормално, нели, ти отекуваат нозе, те боли цело тело, меѓутоа тоа е нешто што е минливо и после некој период го занемаруваме. Меѓутоа, крајот на декември 2023 година направив дисторзија на левиот скочен зглоб, повреда која што ме принуди еден месец да бидам со имобилизирана нога и малтене месец, два и пол месеци, така нешто, бев дистанцирана од трчањето, принудена да направам пауза. И тогаш всушност сватив колку трчањето е
како да кажам, неблагодарен спорт. Се спремаш толку години, се спремаш толку време и ти се случува некоја повреда и не ја сметаат за толку многу сериозна мојава повреда. Така не е скршеница, не беше Така. фрактура. Ти се случува некоја повреда, паузираш месец-два и потоа ми беше толку многу тешко да си ја вратам фит формата која што имав од претходно, што јас на почетокот се многу разочарав. Си викам, јас никогаш повеќе нема да трчам. Никогаш повеќе нема да трчам така како што сум трчала. Стварно бев многу разочарана. И сега предпоставам се случило сосема спротивното. Дека ете, у најмала рака имаш вратена таа форма која што ти си имала пред повредата. Се уште не, уште се немам вратено на тоа што на тоа ниво до кое што бев на крај на 2023 година. Меѓутоа полека почнам да се враќам. Уште не сум целосно задоволна со самата себе. Има еден параметар овде на саатов performance condition. И обично до крај на 2023 обично секогаш ми беше во плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, така нешто. Кога почнав сега да трчам после повредава, прв пат почнав да трчам и ми дава минус 7. И јас тотално се разочарав. Сериозен сигнал. Да, и тоа е сериозен сигнал дека сум стварно навистина надвор од форма. И дури пред недела дена така нешто ми даде performance condition во плюс. И некако тоа ми делуваше и така мотивирачки и на психа и на се, и мислам дека полека веќе ќе се вратам во форма. Зборевме за на трка од 160 км, претпоставам дека тоа е на врвот во твојата, ајде да речем, кариера. Меѓутоа, кои се други позначени трки? Трчачка кариера. Така, кои се твоите позначени успехи што ги имаш остварено, трки кои што ги имаш остварено покрај ова за кое што зборевме од 160 км? Ова ми си го сметам за најголем успех. Океј. Од аспект на планински трки, минатата година ми беше прилично, како да кажем, динамична и исполнета. Финиширав 3 трки од над 100 км. Едната трка беше во Хрватска, таа беше 110 км. Прва трка над 100 км ми беше. Никогаш нема да ја заборавам, многу ми беше убаво, стварно ми беше убаво. И знаев дека тука нема да запрам. Втората трка ми беше оваа во Грција, во Паранести, 160 км. И во декември имаше уште една трка, на домашна трка, организирана од здруженијето во кое што сум член од Трекс. Тоа е всушност еден многу интересен концепт, Backyard Ultra се вика, еден многу интересен концепт на трка, бидејќи е трка без крај. Значи трчате се додека последниот, додека не остане еден, се додека не се откажат сите и не остане само еден. И кога ќе остане последниот, тој мора да истрча уште еден круг, пошто се трча во кругови, најчесто на некој ридско-планински предел, и еден круг е 6,7 км, така некако беше. И последниот кој ќе остане мора да истрча уште еден круг за да биде победник. Ако се откаже заедно со предпоследниот, не е победник, нема победник, да. Так. И тогаш истрчав 114 км, двајца останавме само. И веќе фати ноќ, временските услови некако беше декември. Така. Ладно беше, јас многу се потам и 5 пати се пресоблекував за време на трката и навистина не се чувствував изморено, сакав да продолжам, имав сила, имав енергија, ама многу ми беше ладно. Се тресев буквално последниот круг пред да се откажам, го трчав со зимско палто. И после 114-17 круга истрчав и реков крај овде, Доста тоа. се откажувам, останавме само јас и уште едно машко, исто од мојот клуб, Штипијанец Значи, исто. предпоставам дека во женска конкуренција си била прва. Прва бе во женска конкуренција, меѓутоа немаше таков пласман, значи Така. концептот на трката не е таков. Значи има само еден победник и победникот е тој што ќе остане последен. Без разлика дали ќе истрча 50 или 100 км, меѓутоа како и да, пак некако ми беше сериозен предизвик, бидејќи после Паранести стварно се чувствував изморено, не само физички. Си реков, дај ќе одморам малци од долги дистанци, ќе направам некоја пауза, ми требаше стварно искрено. Ама кога почнав да трчам, многу ми беше убаво и тогаш, и си викам, до 100 ќе терам, после 100 си викам, уште 2-3 круга ќе терам и 114 истрчав.
И така многу ми беше криво што се Ова е откажав, интересно, ама спомна за резервните дела на колата. Па претпоставам ли кога купуваме кола, гледам колку километри имат поминато, колку ранмил има поминато километри. не знам. Леле, не знам. Ете некоја статистика во глава колку си истрачал на официјални трки збори? Па, не, на официјални трки не знам. Не официјални трки не знам, меѓутоа годишно од прилика од 2,5 до 4.000 километри. Значи е една сериозна бројка. Да, и многу е, мислам, голем разликата од 2,5 до 4, меѓутоа не знам, ама мислам дека околу 3.000 километри минимум годишно. Некој просек да речеме. Да, така нешто. Што наследно што во 24-та година би може лето од тебе да го очекуваме? Претпоставам дека имаш некоја трка кај што веќе си пријавена, се подготвуваш, кои се те плановите за 24-та година? За жал, уште немам или немав, бидејќи она што ми се случи со повредата ме спречи да реализирам многу од тоа што ми беше планирано, така да првата половина од годината ги откажав сите настани, сите трки што ми беа планирани. Можеби добро, некако се одморив, се рефреширав навистина и ментално и физички и секако. Така што вториот дел од годината еве ќе се фокусирам на повеќе трки. Следно што планираме сега со уште една девојка од мојот клуб е во јуни ќе трчаме дел од западната трансферзала. Таа е 170 километри долга. Меѓутоа ние ќе трчаме само еден дел од неа во сопствена режија, тоа не е трка. Истата е со должина од 70, така нешто, 70 километри, околу 3000 метри висинско искачување. Идејата ни е предизвика да го направиме сами, без да имаме било каква асистенција, нели не е официјална трка. Се трга од Маврово, се финишира во Охрид. Ова е интересно. Да, и тоа е нешто што еве така како да кажем ќе си отворам мојата сезона оваа година. Ова кога е планирано да се случи? Во јуни. Во јуни. Така да. Во јуни тоа, крајот на јуни го планирам Олимп маратон, исто еден од тешките маратони. На 42 километри планирам да се пријавам, пократко нешто. И веќе во септември сигурно ќе имам некоја подолга трка над 100 километри. Се мислам уште која да ја одберам, помеѓу дали тоа ќе биде Словенија, најверојатно ќе биде некоја трка во Словенија, меѓутоа уште немам дефинирано. И до крај на година уште еднаш сакам да истрчам ова Бекјардов, што е трката без крај. Уште еднаш сакам да се пробам таму. И од официјалните подолги трки тоа би било тоа за оваа година. Каде најдолго, пошто спомна повеќе држави имаш настапувал, каде најдолго си мислам најдалеку си настапувала од Македонија? Најдалеку во Италија, на Доломитите, тоа е дел од Алпите, планинскиот масив Алпи. Тоа беше во 2021 мислам година, така нешто 2022 или 2021, каде трчав 80 километри со висинско искачување околу 4600 метри. И тоа беше навистина исклучително голем предизвик и од аспект на должина, нели не е за занемарување, 80 километри е многу долга трка, меѓутоа имаше многу висинско искачување и се трча постојано се трча на висока надморска висина, што дополнително прави тежина на самата трка. Че сепак интересно, ама доста тешко. Да, многу е различно, значи воздухот е многу различен. Многу е различно дали ќе трчате на 1000 метри надморска висина или ќе трчате на 3000 метри надморска висина. Така или моментот ако почнувате од една пониска точка до повисока точка надморска висина, значи при самата трка имаш нели проблем да го соволдуваш сето тоа. Да, апсолутно. Кажи ми сега, овие трки, ете спомнавме Италија, Словенија, ајде во Македонија, скапу ли еден ваков спорт, ете, и претпоставам дека покрај некои спонзори, ако имаш голем дел се само финансираш за се тоа. И повеќе можеби спортот од љубов што го сакаш да го направиш ова. Да. Не е како некој спорт, да речеме како фудбалот или како ракометот, кошарката, каде што спортистот може многу да заработи од тоа да живее, нели, цел живот после на завршувањето на спортската кариера. Да, овде обратно е. Овде давате пари за да учествувате на некоја трка. Мислам, не, добро, има спортисти, врвни професионалци кои што нели се спонзорирани и кои што сигурно заработуваат од реклами и од тоа што го прават. Меѓутоа ретки се, поголемиот дел од ултратрчачите го правиме тоа затоа што го сакаме тоа и
најчесто не само што не заработуваме, туку и си даваме пари од собствен джеп. Обично овие котизации за странските трки се доста скапи, некои си над 100, 150 па и 200 евра, во зависност од тоа на која трка. Ако е некоја трка која што е поелитна, може да биде и 200 евра котизација. И претпоставам тука е нели превозот да се така, стигне тоа сакам да го кажам, значи овде не е само котизацијата како трошок. Овде имате опрема задолжителна, ако не ја поседувате, еднаш ќе се позајмите, ама вториот пат ќе мора да ја купите. Так. Опрема, значи патики, така мора да имате патики, ајде не нови, меѓутоа 2-3 пара патики кои што ви се релативно неистрошени. Трошоци за сместување, трошоци за пат и така натаму. Не секогаш ќе се организирате да одите цела група на некоја трка. Колку се соберат сите овие, да речем, трошици, колку од прилика доаѓа на груа пресметка за една трка, да речеме, која што е надвродно еве во Италија, во Словенија, во Грција или каде да? Не знам, 600-700 евра. Од 500 до 1000, може така. Значи тоа е сепак сериозна и скап спорт пред се. Да, скап спорт е. И многу е интересно кога ќе ме прашате, се враќам од трка и конкретно во Грција, 160 км, второ место. И јас добив во стартниот пакет имав палценце некое и како второ пласирана добив плакета. И се враќам тука и сите ме прашуваат, нели, и што ти дада, колку пари ти дада? Да, се праши Да, колку, па викам не ми дада пари, јас давав пари. Ти трчаше 160 км и даваше пари, мислам, не е логично на луѓето, не може да го разберат тоа. Не можат. Посебна љубов треба да имате спрема тоа што го правите. Љубовта е на многу преден плат за разлика од финансиите, каде што спортот, значи тоа сакав да прашам бидејќи претпоставам луѓето прашуваат дека ако ти истрчеш 160 км одиш во странство дека таму наградниот фонд е доста голем, па дека нели ако освоиш второ место сите очекуваат дека у најмала рака ќе имаш не знам 5-10 илјади евра да освоиш парична награда. Што е спортивно од сето тоа што да, така обично сите си замислуваат и баш кога ќе им кажам дека нели не е така и кога ќе им кажам наградата, нели плакета тоа е, нема награда и чудно им е, навистина им е чудно, ама тука претпоставам дека е скапа и опрема, значи збореме за патики, претпоставам дека ти сигурно дома располагаш со голем нели број на патики кои што ги користиш, ги менуваш, така да покрај патики веќе јас сум искрено манијак за патики. Може другите немаат толку и јас за мене си кажувам, значи јас сум манијак за патики. Имам во моментов можеби, не знам, 25-6 пара патики што активно ги користам за трчање. Не треба да имате толку. Нели може да поминете и со 3-4 пара да ги имате. Ама јас многу сакам патики и значи тоа е заштитен за твој знак. Да. Кога стана збор овој спорт. Да, тоа е заштитен мој знак. И спомнавме за целата таа опрема, значи од патики, да, па еве пар патики. Што збориме задолжително, сега нели имаме она што основна задолжителна опрема, меѓутоа имаме нели опрема која што е дополнителна, која што ти можеш да имаш, меѓутоа и не е неопходна за некоја трка. Па како да. смарт. Па еве часовникот. Да речеме така. Така, да. Еве од прилика еден пар патики чини минимум околу 100 евра. Така. 150-200 евра. Зависи каков тип на патики. Еден часовник може да има и поевтина варијанта, може да има и поскапа варијанта, меѓутоа овој модел што конкретно јас го имам, Garmin, чини 400, 500, 600, 700 евра. Така. Оние стапчиња за качување исто чинат 100 евра. Може би ќе најдете или за 50, нели зависи. Така, не секош, видете, не. И јас кога сум почнала, не секош сум почнала со најскапите патики, не секош сум почнала со целата опрема. И сега има моменти кога нешто ќе немате, ќе се позајмите од некој друг. Так. Не секогаш, нели, во било кој момент ќе имате можности да го купите најскапото и најдоброто. Ама со тек на време, нели, како трчате, со тек на време ќе си ја надополнувате, ќе си ја заменувате опремата и така ќе функционирате. Океј, кажавме дека од 2017 година, мислам, ми се чини дека спомна дека почна со ова ултрамаратонско трчање. Од каде е тај предизвикот да почне со ова ултрамаратонско трчање и до кога и како ти ја гледаш еднината кога го прашање овој спорт и ова ултрамаратонско трчање?
Па добро, тогаш почнав, да, тоа беше мојата прва планинска трка, меѓутоа тоа не беше и мојот прв контакт со планината. Че јас уште од мали нос, уште од мала, со моите родители движев често на планина, одев на тури кои што се организирани нели од планинските клубови, така да планината не ми беше на мене толку многу далечна или страна. Јас и претходно ја многу сакав, меѓутоа немав трчано на планина. И сега до кога би го правел ова? И што потоа? И што потоа? Ба добро, види, трчањето, ултратрчањето или трчањето на долги дистанци е трчање каде што возрастната граница е малку повисока. Значи таму имате на вакви трки се најчесто пријавуваат луѓе со над 30 на години, затоа што како што споменав и претходно, мора ментално да бидете многу созреани за да издржите таков предизвик. Не велам дека нели помладите не би го издржале тоа, меѓутоа најчесто возрастната категорија е над 30 на години. И луѓето кои што активно се занимаваат со овој спорт се од прилика, хајде да кажеме, до некои 50, па им 50, 60, 70 години. Кој е некој така, ако ви восеќавање некоја трка, да го имате видено највозрастниот кандидат, мислам, трчач на самата патека? Ама имаме ние, еве ја и во клубот кај што тренирам, има луѓе кои што се над 50 на 60 години, кои што неодамна финишираа трка од 110 километри во Словенија. Така да тоа не е пречка. Нормално ова е спорт, видете, колку и да нели звучи, и навистина се вложуваме професионално, лично јас се вложувам професионално, така ова не е моја првична професија. Јас не живеам од спортот, меѓутоа се занимавам полупрофесионално. Тоа значи дека ќе се занимавам со овој спорт до кога ми дозволува телото и до кога уживам во тоа. Бидејќи спомнав ми на почетокот, многу е важно и нели луѓето кои што го прават ово уживаат во тоа. Така што претпоставувам дека и кога би да завршила со трките официјално, пак би била во планина. Тоа е неразделен дел од мене. Супер, кажи ми сега за сите оние накратко, и така би го завршили разговоров, за сите оние кои што го сакаат овој спорт, не знам, се во дилема, како би се подготвувале да се совладат сите тие предизвици, која е твојата порака до сите оние кои што, или твоја порака да го засакаате, да речем, овој спорт? Па јас во принцип сум многу досадна и многу често знам да ги сакам да ги поттикнам и да ги мотивирам луѓето кои што немале до сега никаков контакт со планината, со планинското трчање, да ги однесам барем еднаш на таков тип на трчање, затоа што знаете како, се додека тоа не го искусите, не знаете колку е убаво. И јас сум сигурна дека кога еднаш ќе отидете на планини, кога еднаш не мора да трчате, кога еднаш ќе ја доживеете планината, повторно ќе сакате да се вратите таму. И навистина сум многу досадна и гледам што е можно повеќе луѓе да вовлечам во спортот, бидејќи планината не е само место кое што нели ќе ви даде мир и спокој и енергија, и планината е извор на живот. И затоа се трудам колку што е можно повеќе да го промовирам овој спорт и да ги мотивирам луѓето околу мене да се почесто во планина. Што беше другото прашање? Другото прашање е како и да го засакат овој спорт, конкретно и младите, помладите кои што се, бидејќи сепак знаеме нели во 21 век има разни нели пороци и слично, меѓутоа не мора да е само фудбалот, кошарката и ракометот во преден план, че тоа може да биде и трчањето, дали е тоа на кратки, на долги стази, маратони и слично, што е на цел. Претпоставам дека тука голем проблем и голем удел ќе имат и финансиите, бидејќи нели сепак
кажевме, значи тука треба да имате неколку вида на патики кои што ете најмала рака тоа би коштало 500-600 евра, некоја почетна инвестиција или ред друга опрема кој што има, можеби кај некои за жал и финансиите ќе бидат пречка за да Така може е. нели да се вклучат во овој спорт, Така е. при тоа ако го сакат имат љубов кон овој спорт. Така е. Затоа и споменав дека возрастната граница е малку повисока, нели? Не само еве и зрелоста и менталната подготвеност, туку и финансискиот фактор. Да, претпоставам дека веќе на таа возраст веќе нели ќе сте и вработени, ќе Така, остварувате така. приходи и слично, па се тоа пој ќе биде како хоби и како љубов Така. кон овој спорт. Добро, мојава порака би била без разлика за каков спорт станува збор, што е можно повеќе да спортуваат, нема да форсирам, нели, секој има различна љубов и секој знае најмногу во што се пронаоѓа. Така, јас не можам да му речам на некој што се занимава со ракомет и е влюбен во ракометот, дојди да трчаш, побаво ќе ти биде. Да, на планина сигурно ќе му биде убаво, меѓутоа, нели, ракометот е негова љубов, жално би било доколку го далечиме од тоа. Така да, мојата порака би била да повеќе да се дружиме со спортот, бидејќи понатаму таа спортска дисциплина што се создава во текот на детството, се провлекува во текот на целиот свој живот. И како еве една порака што јас лично ја преферирам и ја применувам на себе и постојано ја кажувам за сите спортисти, дека многу е важно покрај мотивацијата која што ќе ја имате за да направите одредена работа, многу е важно да бидете посветени и многу е важно да бидете дисциплинирани. Затоа што мотивацијата така може да биде краткорочна. Денес ќе ви биде убаво, ќе излезете да трчате, ќе се чувствувате супер. Утре може ќе бидете изморени, може ќе врне дожд, може ќе врне снег, ќе дува ветер. Ние луѓето ќе си најдеме милиони изговори и нема да бидеме мотивирани во тој момент. Меѓутоа клучно овде е посветеноста и дисциплината, затоа што само тие во комбинација со мотивацијата може да дадат некои врвни резултати. Уште едно мало кратко прашање пред да завршиме, какво е чувството кога ќе заврши на трка? Претпоставам, нели, стигате до целата публика, аплауз за поддршка. Какво е чувството не само за на трка, оној предизвик од 160 км и секоја друга трка која што имаш финиширана? Нема поубаво. Не знам, душевно се чувствувам исполнето, многу истрошено, после секоја долга трка и физички и ментално. Меѓутоа, моментите кога финиширате, заборавате се, буквално заборавате се. И следното прашање веднаш во главата ви јаде која следна трка. Пошто ете, го завршуваме разговор, претпоставам дека после некоја трка во иднина ќе разговараме пак. Ете, јас ќе ти посакам и среќа и успех на сите твои трки кои што би ги трчала ти во теконата 24 година. Повеќе, нели, среќа, здравје и, нели, да се чуваш од тие повреди кои што можат да се соочиш со сите тие предизвици. Уште еднаш голема благодарност за отвоеното време, бидејќи знам дека професионален живот, работа, обврски, социјален живот, се најдовме некако. се најдовме конечно да направиме ова, да разговараме. Уште еднаш фала и се надевам дека во иднина ќе направиме уште поголемо, бидејќи уште многу има што да се зборува. Ти благодарам многу и тебе и ти посакувам многу среќа и уште многу поуспешни подкасти во спортска мрежа. Супер, фала ти многу уште еднаш. Посебно да гледачи, ова беше Радмило со кој што разговаравме овде од Штип за нејзината кариера, успеси, тие 160 километри истрчани. Сите кои што ќе гледат емисијата, обратете внимание бидејќи има доста интересни работи, пред се за оние кои што сакаат да се занимаваат со овој спорт, како таа почна, како стигнала до ова. Уште еднаш благодарам, претплатете се на нашиот YouTube канал за да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.